Знам си да дојавте во ново видео. Значи ово видео, сега сум во село, кај мене во село, и ми текна да истражуваме куќа која е напуштена 100 години. Се надам ќе биде добро. Може ќе биде темно, но ќе се снајде некако носам светло се такви работи. Иначе еве куќата позади мене, не знам дали гледате. Ова да фаќам кадар, па ајде да влеземе во куќата. И значи сега се искачивме кај куќата, дека малце како на висо рамнина, но се искачивме. Еве како што гледате, напуштено е тен дори. Сега да влеземе внатре. Ова во секој момент може да се суши, но сепак ќе влеземе. Зашто морам да видам што има внатре. Па да одиме. Сега влагаме внатре. Ајде. Ој. Како ќе успееме, од кај да влезам бе? Леле, чекай да ми текне нешто. Значи успеавме да се качивме, иначе со брат ми сум. Значи овој дел тука е комплит. Целосно уништен. Погледнете. Мислам и долу има некои соби, ќе пробаме да влеземе, да прво да видиме на овој дел тука. Ој, а не руши бе? Ајде. Иначе тука има врата како што гледам. Горе таванските. Ама горе нема шанси да се качиме. Ќе ни се распадне цела куќа. Иначе еве го влезот. Ова било главниот влез, кај што се влагало. И овдека некоја соба. Изгледа тука како салон, не знам како, немам појапе многу мало за салон. Чекај. И ја во пуко доле бе. А не, сепак ќе отидеме, мораме. Чекај брзо да видиме. Иначе куќава на тен високо ниво е. Ево, глед како поглед има кон селова. Ова куќа ми претпоставам била многу богата. Као на некој чорбача слично така. Сега да влагаме доле. Еј, гледате, ама е спукано. Сега додиме доле. Сега ми успееме живи да излеземе. Like a Hellcat. Значи се сивнавме доле. Ова е сигурно било како подрум, нешто кај што ми се чува старите работи. Ево врата, ама од таа страна таа е заклучен со катанец, нема шанси да се скрши. Ево го гледате, ете. Иначе ова си е спаднато, влегло во подрумот. Тука изгледа нешто како свињи за хранење, така. Че да пробам да видам да се качам. What? Ке си утапе. Ево гледате. Знам, има бумбари. Има тука нешто како клупа за седење. Ајде сега да влеземе во оваа соба. Значи ова е сигурно, како што ви кажав, било подрум. Еве гледате, има тука седло за конј и други такви работи. Ево нешто за шиење претпоставувам. Ова буре некое. И уште некои кошници. Ево кревет, оградат, такви работи. Да, го видовме. Па и тоа мислам дека е за куќа, ама нема ништо. Уј! Уј! Чекайте. Стојте, маце. Значи, еве дупката. Кој
Изгледа бил као исто дел од подрумот. Ама сепак ќе влезам. Кај ќе не однесе, не знам. Сварно не знам. Но као што сум ја будала и глуп, влагам. Ајдем почнеме. Like a Hellcat. Еве го доле, гледайте како е. Ево му доле, искача некаде кај што ми свети светлото. Иначе тука нема ништо. Да ме ќе маце понатака, па ќе да чекам ти да дојдеш. Ајде, дојај. Ама е тесно горе. Над мене. Да ме дојдеш? Еве има туку уште некои такви работи грнчиња. Кај што пе и она му прозамо не се гледа ништо сигурно на тоа. Добре. Ајде да си справиме тука ова ептен е лошо тука. Еве го ви. Слободно, извини. Предпоставувам ова го користеле како за бегање од турците порано во турското. Ај, во турското робство. Джитник ста појда прво. Брат, ми пали сет го одгоре. Има фаќа паника невидена. Сега че, ќе те дам сега камера. Сега ќе искучам маце, зашо да се искачам. Бе! Као газиш ми паѓа прашина, не гази нигде. Ајде, гасам тука. Иначе еве го тајниот тунел. Ова иде под куќата и во другата соба. А од таа соба како што први нема нигде влез. Еј, кучо. Што од кучо ово? И тука има нешто како сено. Ова што е слика? Не, џам. Стакло. Ова буде некоја. Тука нема некој вреќи. Ова ковчег некој. Знаете што има? Грне некој. Чека некој златник да нема. Туку ше еден ковчег, ама од ова земја што да суши, нема шанси да го отворам. Ке пробам пак. Аха, шипки. И тук има ше еден ковчег, што е со ова ковчези вебе. Чекој. Има нешто тука како чаши. Тањери. Чекој. Нема тука внатре, ништо. Дури чисто е птен. О, тук имам поголем копчек, ќе пробам да го отварам. Ова нешто се помидно, че? Не можам се најака, ќе оставам камера за да снимам. Нема ништо освен пајашина. Буквално се е чисто. Тешко. И ова е вакво. Од бебе за клацкање. Ама е езиво. Кога имам некои детски работи, во напуштени куќи многу ми е езиво. Тука имаше една буда. И тука стаклени шиши имам нешто. И овде тоа е тоа. Ова да пробаме да отвориме, да ме? Не, се растои. Угодикаш. Сега влагаме во следната соба. Ева кваката, значи става земска. Тук изгледа кучот. Ајде да провериме дали за ова. Пасува? Не. И пасува, да, за овде каде. Ево ги. Да, само што е џесано скршено. Заклев. Заклев. Ето, опа, запази. И вратава не се меде, нам не ја помиднуве, а не пукне некоја даска, па цела куќа вис нас. Уј!
Кокава врата, Ова две огромни врати за бегање од тука. Тука скали има. Скачиш. Ке се качам, бе. Голема ова врата. Но за главене нема шанси. Доле леко по земја. Да, доле. И сигурно надво има многу земја. Ајде. Ќе можеш? Кое се копава се. Значи, една куќана, не куќана, врата има некоја таму која изгледа сова, некоја спана сова. Ама дека е птен искршено, мислам нема шанси да влеземе. Ама сепак ќе пробаме, ќе даме се од себе. Значи, еве, успеавме. Многу сум завишен, успеавме да се качиме. Еве вратата. Ова е таванот горе. Значи, таванот нема шанси, буквално нема ни да се глупирам, да се качам, да што искршено е птен. Дури овде е искршено. Да, и оно има гренне. Кај е тавчето, него, да. Ова е печката, бе, да. Печка е, да, бе. Ова куќа се распаѓа, бе. Еве, да, печка, бе. Не, оно му гледателна квакана. Тоа било затварање и дое ставање на дъра. Ајде, влеземе во куќата. Не во куќата, во вратата, зашто се куќата вика. Значи, дечки, еве, ова е спалната соба кај што имам кревет, ама покривот е буквално паднат. Перници од себе. Перници, да. Ќе пробам таму да влезам сега, ама изгледа многу се глупирам. Значи, сменив на телефонот да снимам, зашто камерата ми се исклучи и немам веќе меморија. Не пипкаваш во тие? Добре. Опет цело ќе ни падне. Па што гледам тук има некои вестници, книги, што е ова? Математика, бе. Да, ете, гледате книга. Едно науму перници, као што гледам некои шишенци има, кошници. И тоа буквално се е распаднато таму. Иначе гледате од трския покривот како направен. Значи куќава за мене беше супер. Истраживме, значи на некој ќе ми биде доста видео, но прашање ми е животот како се несело тоа време, приказните што кријат оваа куќа и такви многу други. Затоа сакам напуштени работи, куќи, такви објекти. А сакате уште да видите како да направам серијал како истражувам напуштени објекти, слободно напишете ми коментар. Еве куќата. И тоа е тоа. Се нам ви се допадна видео и се гледаме во следно.